Бях чисто горе, ама не го приметив. Останете долу, не станувате. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, Македонија успешно издаде еврообврзница со историски убедливо најниска каматна стапка од 2,75%. Интересот на инвеститорите беше огромен. Тие беа подготвени да вложат над 3,5 милиарди евра. Ова е најцврст можен доказ дека меѓународните инвеститори веруваат во перспективите на македонската економија и долгорочната стабилност на земјава. За споредба, претходните 5 еврообврзници беа издадени по значително повисоки каматни стапки, кои се движат помеѓу 3,975% и 9,875%. Односно, нивната пондерирана просечна каматна стапка изнесува 5,34%. Со дупло пониската каматна стапка од 2,75% постигнуваме заштеди по камати во вкупен износ од околу 90,6 милиони евра во однос на случајот ако се издадеше еврообврзница на истиот износ и рочност, но со повисоката просечна каматна стапка. Приливите од еврообврзницата ќе се користат главно за покривање на буџетскиот дефицит. Послековито, тие ќе бидат користени меѓу другото за повисоки плати и инвестиции во образование и здравството, поддршка на домашните и странските предпријатија, зголемување на средствата во одбраната заради приближување до НАТО стандардите, интензивирање на капиталните инвестиции и слично. Покрај ова, со еврообврзницата ќе бидат вратени и претходно направени долгови. На 29 јануари ќе се отплати првата рата од PBG кредитот земен во 2013 година во износ од 95 милиони евра. Исто така, ги искористивме поволните услови на меѓународните пазари и срушивме дел од огромниот зид на долгови со кој се соочува Македонија во 2020 година. Пред време вративме 1/3 од еврообврзницата од 270 милиони евра издадена во 2015 година, која достасува во декември 2020 година и чија што каматна стапка на издавање изнесува 4,875% и е значително повисока од каматната стапка на ново издадената еврообврзница од 2,75%. Со ова го намаливме долгот кој достасува во 2020 година и обезбедивме значително понизок ризик од рефинансирање. Македонија првпат во историјата направи ваква операција на предвремено враќање на дел од еврообврзница, со што влеговме во редот на развиените земји каде ваквата проактивна политика на управување со јавниот долг е редовна практика. Со оглед на тоа што со еврообврзницата враќаме речиси 200 милиони евра претходно наталожени долгови, нето задолжувањето со оваа еврообврзница изнесува околу 300 милиони евра. На крајот, дозволете ми да им се заблагодарам на вработените во Министерството за финансии и другите институции кои со месеци напорно работеа на овој процес. Особена благодарност сакам да искажам до гувернерот на Народната банка на Македонија, со кого заедно пред меѓународните инвеститори ги представувавме перспективите на македонската економија. А секако, многу важна улога одигра и потесниот тим во Министерството за финансии, кој дури ги жртвуваше и празниците, за да ја реализираме еврообврзницата во период кога сметавме дека е најголем интересот на меѓународните пазари. Без нив немаше да биде возможен овој резултат на историски убедливо најниска каматна стапка во кој претходно не веруваше речиси никој ни во ни надвор од Македонија. А еве, пред да влезам на пресод, ми покажа дека денес на Bloomberg пофално се пишува за остварениот резултат.